Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Денеска, покрај новитетите од автомобилската индустрија, ќе се фокусираме малку на македонскиот пазар и вечното прашање како најлесно да се дојде до нов автомобил. Ќе имаме интересен соговорник, а сега тргаме со флеш вестите. Астон Мартин го покажа надпреварувачкиот болид со кој ќе настапува на трките во издржливост. Заснован на стандардниот Валкир, со него ја дели основата на погонската група и ќе биде единствен во класата задвижуван со V12 атмосферски Косворт мотор. Во согласно со правилата, заедно со хибридниот систем ќе развива 680 конски сили. На трките во Европа ќе има традиционалната зелена ливреја, додека во американската серија ќе настапува обоен во сино-црна комбинација. За битка со конкуренцијата се подготвени два тима на кои во текот на сезоната ќе им се придружи и трет. Од компанијата засега се воздржани околу очекуваните резултати, но сигурно освојувањето на фамозната 24 часа Ле Ман им е една од желбите. Се чини дека има многу вистина во гласините дека Порше би можел повторно да понуди бензинска верзија на Макан и покрај тоа што неговата нова генерација е развивана да биде само електрична. Протечените информации кажуваат дека во Ауди интензивно се тестира засега непозната изведба на новиот Q5 во која ентузијастите веднаш го препознаа хит моделот на Порше. Навистина редизајниран според стилските начала на марката и опремен со соодветни погонски групи, Q5 може лесно да помине како Макан, бидејќи и досега двата модела имаат заеднички гени. Со оглед дека новата генерација представена лани есента веќе се опремува со 3-литарски V6 мотор кој развива 367 конски сили, не би требало да помине многу време за да се прилагоди да го носи амблемот на Порше. Шевроле реши да ја испровоцира зачмаената електрична реалност со монструозен NASCAR концепт. Овој див прототип треба да го сврти вниманието кон серискиот модел на кој е заснован. Покрај агресивниот аеродинамичен пакет кој вклучува огромно задно крило, има напреден програмибилен систем за погон на сите тркала, до кои трите 6-фазни електромотори испорачуваат 1300 конски сили. Се напојуваат од водено-ладените батерии со капацитет од 78 киловат-часа, што секако нема да му обезбедат тркачка автономија, но сепак се доволни за парадирање пред публиката на патеките. Нема информации какви перформанси може да се очекуваат, но со него секако се наговестуваат потенцијалите на платформата на која е направен.
Porsche 911 GT3 RS е еден од најбрзите автомобили, но со новите пневматици на Мишлен ќе биде уште побрз. Ја имаат ознаката Pilot Sport S5 и се развиени специјално за овој модел за возење на студено време и во дождливи услови. Двете компании кои работеа на нив уште во 2022 година заеднички наведуваат дека новите пневматици ветуваат подолг век на траење во редовен сообраќај и подобро однесување на тркачките патеки. Имаат газечки слој со длабочина од 7,4 мм и 4 големи централни канали за изфрлување на водата. Смесата содржи повеќе силициум диоксид, што им овозможува оптимално да функционираат на температури помеѓу 4 и 16 степени. Сето ова резултираше со за 10 секунди побрзо време по круг на тест патеката на Мишлен долга 2,7 км. После помалку од 2 месеца од подпишувањето на меморандумот за намери за разгледување на можностите Honda и Nissan да се спојат во една автокомпанија, јапонските производители ги прекинаа преговорите. Во целата приказна беше вклучен и Mitsubishi заради собственоста што Nissan ја има во компанијата. Во засебно објавените соопштенија за јавноста, само Nissan ги споменува причините дека Honda инсистирала да биде предводник во новонастанатата компанија со мнозинство директори и организацијска структура во која Nissan би бил само нејзина филијала. Тоа звучи и логично, бидејќи моменталната финансиска состојба на двете компании ни оддалеку не е иста. Во моментов Honda вреди 5 пати повеќе од Nissan. Пречка беше и собственоста на Renault во Nissan, а се зборуваше и за незадоволството на Honda од продукт стратегијата и раководната организацијска поставеност на идниот партнер, но и покрај се компаниите ќе продолжат заеднички да работат на создавањето нови електрични возила што беше договорено лани летото. Се појавија и првите податоци за продажба на мотоцикли во Европа. Иако некомплетни и се однесуваат само на 5 најголеми пазари – Италија, Шпанија, Велика Британија, Франција и Германија, забележлив е порастот од преку 10%. Таму вкупната продажба во 2024 година изнесуваше 1.150.000 примероци, што покажува дека луѓето се повеќе се одлучуваат за практични отколку за комотни решенија за пробивање низ градските сообраќајни гужви. Тоа го потврдува и намалувањето на учеството на моделите за сметка на поголемите двотркалци. За годинава се очекува блага стагнација на пазарот, бидејќи воведувањето на новите Euro 5+ стандарди за издувните гасови ќе ја намали понудата и зголеми цените. Кинескиот BYD кој гради фабрика во Унгарија започна да се соочува со првите проблеми. Не може да се најдат доволно квалификувани работници. Според плановите на компанијата за фабриката да работи со полн капацитет треба да бидат вработени околу 10.000 луѓе, што е сериозен предизвик. Во третиот поголемина унгарски град, Сегедин, каде се гради фабриката, стапката на невработеност изнесува само 1,3%. Затоа уште сега се започна со регрутирање на работници пошироко, вклучително и од Србија и Романија. Раководните кадри пак дури и оние пониско рангираните ќе бидат донесени од Кина и од другите азиски и европски земји кои имаат развиена автомобилска индустрија.
Локалните власти веднаш реагираа со зголемување на потенцијалот на средните и високите образовни институции од техничките структури, надевајќи се дека со тоа на долгорочни основи ќе го ублажат проблемот. BYD лани во Европа има продадено околу 16.000 автомобили. Фабриката, која треба да проработи во втората половина од годинава, ќе има капацитет за 100.000 возила годишно. Првите модели кои ќе излегуваат од неа ќе бидат Delfin и Atto 3. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Една од најголемите инвестиции за македонското семејство е купување покрај ново живеалиште и нов автомобил. Како стојат работите на македонскиот пазар, како да се дојде до нов автомобил, ќе разговараме со господинот Маријан Манчев, кој е извршен директор на Шпаркасе лизинг и воедно и председател на Асоциацијата на лизинг компании во Македонија. Добро дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. На македонскиот пазар има голема дисфрепанца во информациите околу продадени возила. Од една страна Царинската управа тврди дека се продадени над 13.000 моторни возила, нови моторни возила, но реалноста вели дека тие се негде околу 7.000. Зашто се јавуваат овие големи дисфрепанци во информациите околу продажбата на возилата? Па, видите, и ние ги следиме информациите од Царинската управа и во моментов може да се каже дека се тие единствен официјален статистички извор на увезени и царинети согласно тоа нови возила. Но нашите анализи кои ги правиме во рамки на компанијата и контактите со главните импортери на возила, на нови возила во Македонија, кои не се секојдневни, ни укажуваат сличен заклучок на ова вие што го кажавте, дека де факто бројката на ново продадени возила, значи продадени нови возила во Македонија е далеку пониска од таа прикажана во статистиката на Царинската управа. За 2024 таа бројка е негде 13.300 ново продадени возила. Сега половните би ги оставил на страна. Додека нашите анализи и информациите што ги добиваме од странските пазари, кои што ги покриваат и македонскиот пазар, говори за некоја цифра од околу 7.400-7.450 возила
тука зборуваме и патнички и комерцијални, што е во линија и на истражувањата и контактите кои ги имаме ние со локалните дилери. Во овој момент не би можел да ви кажам точната причина зашто е оваа дискрепанца, иако истата се повторува и во претходните години, но најверојатно она што ние во некои неофицијални разговори го добиваме како информација, во статистиката за ново продадени возила се вклучени и други категории кои не ги представуваат патничките возила од типот на мотоцикли, АТВ и така натаму, кои што даваат дисторзија на оваа бројка на продадени патнички возила. Значи, вие ја следите будно ситуацијата, но мора да направам една паралела околу цените на автомобилите. Вашите американски колеги имаат прецизни податоци и велат дека во 2018 година просечната цена на еден автомобил кој е продаден со финансирање била $39,000, минатата година е $57,000. Како се однесува растот на цените врз продажбата и вашите пласмани? Во однос на оваа статистика, доколку зборуваме за Македонија, за жал повторно немаме детална статистика за пораст на цените, но во рамки на Европска унија растот на цените е сличен на овој што го кажавте и во Соединетите американски држави. Во Европска унија растот на цените во последните години е негде 41%. Нели во Европска унија имате повеќе земји, меѓутоа генерално на ниво на унијата е 41%, што значи дека тоа е негде скоро двојно од растот на комбинираната инфлација за истиот период. Што значи дека на луѓето не само во Македонија, туку и во Европската унија им доаѓа се потешко да стигнат до ново возило. Во Македонија, значи, ние како компанија и како лизинг индустрија, можам да кажам дека и покри порастот на цените, имаме пораст на волуменот и во дел на финансиран износ, но и како број на продадени единици. Во голем дел тоа се должи на развојот на нашата индустрија на пазарот, поголемата свесност на луѓето, како и нудењето од страна на индустријата, па тука ќе кажам каде што предничи нашата компанија, на се поголем број на услуги кон клиентите кои им ги прават подостапни возила. Дали имате некоја статистика од тие новопродадени автомобили во Македонија, колку се купени во потполн износ и колку од нив се финансирани? Дали е тоа лизинг или кредит? Така е. Имаме определени статистики во однос на финансирањето по пат на лизинг. Тој процент се движи помеѓу 35 и 37%. Од вкупниот волумен на возилата. Од волумен на, збориме сега на новопродадени возила, Да. околу 35 до 37%. Останатиот дел е покриен во најголем дел со некој вид на кредити. Значи, во најголем дел се тука потрошувачки кредити кај населението и револвинг кредити во најголем дел кај компаниите. Слична е структурата и во останатите земји во регионот Југоисточна Европа. Имаме контакти во рамки на нашата групација и таму доста голем дел од пазарот е покриен со потрошувачки кредити или кредити на компании, додека во рамки на Европската унија, па што имам некоја информација, таму е околу 90, блиску до 90% е финансирањето во однос на купувањето во готово, да кажеме. Меѓу популацијата има мислење дека купувањето на возило, односно набавката на возило преку лизинг е извонредно скапо. Па мислам дека малку е можеби застарено тоа мислење. Доаѓа од некој период, можеби таму пред 20 на години, кога се финансирало во швајцарски франк, волатилност на курсеви и така натаму. Нашето искуство, работењето во последниве години, десетина години, еве ние мината година и 15 години прославивме, ни покажува континуиран раст на продажбата. Со каматните стапки сме многу конкурентни на банките, ги таргетираме клиенти кои што се добро способни за плаќање, кои што гледаат и што плаќаат и што добиваат. Така да, од моето лично искуство и од искуството на нашата компанија можам да кажам дека условите за финансирање се на ниво на банките, а ако се земе и квалитативниот фактор што добива клиентот како експертиза од страна на лизинг компанијата, дури и поповолно е финансирањето по пат на лизинг. По пат на лизинг може да се добија два вида финансирање. Тоа е изнајмување на возилото, односно лизинг, и оперативен лизинг. Дали постои
разлика во цените на тие две услуги и што е разликата меѓу нив? Видите, генерално малку ќе ве поправам, значи збориме за финансиски лизинг и за оперативен лизинг, нели? Да. Изнајмувањето е оперативниот лизинг. Генерално најзастапен продукт во лизинг индустријата и во Македонија и генерално е финансискиот лизинг. Значи тоа е начин на купување, односно на финансирање, каде што лизинг компанијата го купува во име на корисникот возилото, а по истек на периодот го префрла, собственоста ја префрла кон корисникот. И тука се завршува целата приказна во однос компаниите во тој дел на финансирање возилото може да го книжат како основно средство, го амортизираат, го прикажуваат во нивниот биланс на состојба, така да тоа е, значи, многу слично како и поседувањето на возилото, ако збориме од финансиски, односно сметководствен аспект. Во делот пак на оперативниот лизинг представува, најпластично кажано, класичен закуп на возила, каде што компанијата нуди определени други услуги во однос на тоа возило, каде што покрај финансирањето ние тука вклучуваме дополнителни услуги од типот на сервисирање, одржување на гуми на возилото, осигурување и целосна грижа door-to-door за тоа возило. Во принцип, зголемена е побарувачката во последните години за оперативниот лизинг. Се поголем број на компании гледа дека возилото, посебно комерцијално, доколку е лесно комерцијално, треба да го третираат како средство за работа, а не нешто кон кое што се врзуваат, како што е тоа со физичките лица. Така да, овој дел, значи, збориме оперативниот лизинг, па и тука делот со вклучено одржување, што е, да кажеме, full fleet management од наша страна, зема се поголемо учество во финансирањето. Вие сте, како компанија, било која лизинг компанија, дуре возилото во собственост, вие сте собственици на возилото. Што се случува, еве, законот вели дека доколку се направи некој прекршок, потежок прекршок од страна на возачот, одговорност носи и собственикот на возилото, односно компанијата, а вие сте собственици, но и управителот и починителот на тоа. Специфично за нашата индустрија е што ние функционираме врз основа на закон за лизинг. Во законот за лизинг точно се наведени правата и одговорностите на собственикот и на корисникот, нашиот клиент. Така да, иако во праксата има одредени забуни кај Министерството за внатрешни работи, посебно при контрола и така натаму, каде што во казната се додава и собственикот, и корисникот, и возачот на возилото и така натаму, сепак со законот за лизинг тоа е јасно дефинирано и генерално или во таа прва фаза може да се среди целата работа или доколку се појави судска постапка, веќе тука се идентификува лизингот како посебна категорија, односно посебна компанија која што дава само услуги на финансирање и чии прави и одговорности се дефинирани врз основа на законот. Така да во тој дел е добро дефинирано. Значи вие сте покриени. Да, затоа што не само покриени, затоа што и реално во таа ситуација се и рентакар компаниите, не? Па во слична, некои од тие имаат рентален договор, ние имаме договор за лизинг, меѓутоа законите се добро структурирани на начин на кој што може да се утврди точната одговорност на лицето. Господине Манчев, едно потрошачко прашање. Кој е најевтиниот лизинг, односно најевтината рата во Македонија за патничко моторно возило? Тоа ќе ги занима нашите гледачи. Па, тоа како да ме прашате, кој е најевтино возило во Македонија, а сите брендови се различни. Генерално, предноста на лизингот е тоа што е многу флексибилен. Многу флексибилен, а од друга страна едноставен производ. Значи, ние можеме да прилагодиме ратата согласно вашите потреби. Еве, имам потреба на 7 години да купам автомобил, колку ќе ме чини месечната рата, доколку купам автомобил, еве да кажеме, до 25.000 евра? Па може би да ве чини од 199 евра месечната рата за таков вид на возило, во зависност, повторно ќе кажам, од колку сте спремни во даден момент да дадете учество, дали сте спремни да платите и на крајот за тоа возило, така да, повторно ќе кажам, буквално можеме ратите да ги структурираме на начин што му одговараат на клиентот. Јас ви благодарам на одвоеното време и сега ќе продолжиме со еден интересен податок кој ни доаѓа од Соединетите Американски држави. Имено еден дилер на Volkswagen од Колорадо понуди голема количина на ID4 возила со месечна рата
пониска од $60, што не е доволно да кажеме да се плати кабелската претплата. Една вест од Америка загрижувачки покажува докаде отидоа работите со електрификацијата. Имено таму електричниот Volkswagen ID4 може да се земе на лизинг за само $56 месечно, што е помалку од претплатата за кабловска телевизија. Понудата не ја дава Volkswagen, туку еден нивни дилер од Денвер, за да се ослободи од залихите што ги има и се однесува само на возилата од моделската 2023 година. Како и да е, сепак се добива добро опремен нов автомобил со 201 конјска сила и автономија од 440 км, чија малопродажна цена изнесува $45,700. Договорот за лизинг се склучува на 24 месеци, километражата е ограничена на 7.500 милји годишно, а при превземањето на возилото се плаќаат $1,300 учество. Единствен услов е купувачот да е жител на Колорадо, со што се квалификува за сојузните и регионалните субвенции. Но тоа не е се. Споменатиот дилер на Volkswagen веќе подготвува понуда за лизинг на ID4 од моделската 2024 година за $49 месечно. Колку за информација, тој порано истите возила ги има нудено за $189 месечно. Романската Дачија бележи добар пласман на своите возила на глобалниот пазар, но председателот на групацијата Рено, Лука Де Мео, има нови планови за оваа компанија. Какви се тие ќе ве запознаеме, но и ќе ве запознаеме со новиот Volvo EX30. Овој електричен модел стана хит на пазарот од кога се појави минатата година, а сега ја доби својата крос-кантри верзија. Се подготвува ли длабинска трансформација на Дачија? Откако е дојден на позиција прв човек на Рено, Лука Де Мео редовно ги најавува реформите на работењето на групата, од кои може да се наслути што ќе следи. Една вест сепак покажа дека некои работи остануваат далеко од ушите на јавноста. Имено, романската влада објави дека се одржал состанок со раководството на Рено на кој било разговарано за иднината на Дачија. На прв поглед ништо чудно, но тоа што средбата била во Париз и на неа присуствувала романската министерка за труд и социјална политика, кажува многу. Иако осуствуваат било какви конкретни информации, не е тешко да се претпостави зашто и колку се загрижени политичарите во Романија за својот најголем извозник. Со право, бидејќи дел од промените веќе ги засегаат. Алијансата во која Рено влезе со Гили резултираше со основање заедничка компанија за производство на мотори со внатрешно согорување, во која влегоа дел од погоните на Дачија. Но долгорочно гледано, со оглед на електрификацијата за која се залага Рено, прашање е уште колку долго во Романија ќе се произведуваат класични мотори пред тие целосно да започнат да се увезуваат од Кина. Дополнителни грижи создава и тоа што моделите на Дачија, дури и оние кои се продаваат во Европа, веќе се произведуваат во разни земји – Мароко, Турција, Бразил и други. Дачија е основана 1966 година, а Рено ја презеде пред крајот на милениумот и успешно ја ревитализираше. Во моментот Сандеро е најдобро продаван автомобил во Европа, а Дастер е на 9-то место. Представен 2023 година, електричниот Volvo EX30 веднаш стана омилен избор на европските купувачи. Тогаш беше и покажан концептот на крос-кантри верзија, која го предизвикуваше авантуристичкиот дух, но се досега се чекаше на нејзиното појавување во продажбата.
Иако во однос на стандардниот модел се разликува само по детали, нуди сосема поинаков пристап кој го менува карактерот на возилото и создава желба за истражување на далечините на недопрената природа. Растојанието од подлогата е зголемено за 19 мм, а има и дополнителни заштитни елементи на каросеријата за планинските излети да бидат полесни. Погонот е на сите тркала, овозможен од двата електромотора со 428 конски сили, а задното ослонување е модифицирано за подобро абсорбирање на теренските нарамнини. Сликата ја заокружува посебен опционален пакет составен од багажникот на покривот и разна опрема за предизвиците што ги носат авантуристичките патувања. Иако е повеќе од способен да се носи со тешките услови кои се составен дел од животот надвор од урбаните центри, неговите пропорции му обезбедуваат одлично снаоѓање во возењето низ град. Автономијата му изнесува 427 км, а за полнење на батериите се потребни 26 минути. Испораките ќе започнат оваа пролет по цени кои треба да бидат за околу 2000 евра повисоки од најскапата изведба на стандардниот EX30. Рено ја представи новата палета комерцијални возила конструирани да ги исполнат сите барања на деловните корисници. Носат имиња од минатото на марката, но се насочени кон иднината. Настанати како резултат на соработка со Volvo, Sonif започнува новата електрична ера во транспортот. Трафик се карактеризира со современи пропорции и тркала истуркани во аглите на каросеријата за да се максимизира внатрешниот простор. Неговиот целокупен изглед го осликува новиот дизајнерски јазик на Рено, во кој доминираат течни линии. Голет е замислено како сестрано и робусно возило совршено за разни изведби според посебните барања на малите бизниси. Ке биде достапно во 3 каросеријски верзии како комби, шасија со кабина и кипер. Естафет е создаден за градовите и прилагоден на барањата на модерната урбана логистика. Во прилог на тоа одат и едноделната задна врата како ролетна и лизгачките странични врати, а височината од дури 2,6 метри обезбедува исклучителен простор. На пазарот треба да пристигнат идната година. Европа конечно реши да ги измени еколошките тестови кои даваат нереални резултати кај плагин хибридите. Имено тие на сегашните тестирања се подложуваат со полни батерии и добар дел од циклусот поминуваат на електропогон. Така, најдобро продаваниот европски плагин модел Ford Kuga има хомологирана потрошувачка од околу 1 литар гориво на 100 км и помалку од 30 грама емисија на јаглерод диоксид. Но до сегашните искуства покажаа дека возачите на плагин хибриди не се грижат доволно батериите секогаш да им бидат полни и на своите патувања, дури и на кратки релации, во голема мерка се ослонуваат на бензинскиот мотор. Затоа со измените на процедурата се предвидуваат ваквите возила да бидат тестирани и со целосно испразнети батерии. Конечната вредност ќе се пресмета со така наречениот фактор на искористливост, со што се очекува барем двојно зголемување на хомологираните вредности. Освен тоа, заострена е и границата за издувни гасови на сите нови автомобили, кои на просечно ниво е намалена на 93,6 грама јаглерод диоксид на поминат километар, а за секој надминат грам над тоа ќе се плаќаат пенали. Тука го завршуваме денешното издание на Автомагазин. Верувам дека денеска го задржавме вашето внимание и успеавме да ви информираме малку повеќе околу финансирањето на возилата. Се гледаме следната сабота. До гледање.